Добро утро, почитувани гледачи. 9 часот. Кога се снима овој материјал? 17 февруари 2026 година. Прв настан на кој треба да присуствуваме денес е настан од областа на образованието. Во гимназијата Методи Митерски Брицо пристигна училиштето, партнерско училиште од Тирана, Албанија, кое годинава со нашето средно општинско училиште Методи Митерски Брицо ќе го спроведува проектот Super Schools. Нашето училиште од овој проект е дел повеќе години, па останува негде во 9:45 да видиме како ќе се одвиваат активностите во рамки на овој проект. Обично проектот во Делчево, кога има посета од ученици од друго училиште, трае некаде 5-6 дена таа посета. Така ќе биде овој пат сигурно, со посета на културно-историски знаменитости, верски објекти, се со цел учениците да се запознаат меѓусебно. На вистински начин, преку деталите кои ја карактеризираат секоја општина. Утрово преварувавме кои се трите топ вести од Делчево за вчера и денес. Едниот е објавата на МВР, која поднесе кривична пријава против сопственик и фирма од Делчево. Во деталите за оваа информација може да ги прочитате на Министерството за внатрешни работи. Потоа средбата со бизнис секторот во Делчево, која се одржа вчера во просториите на мултифункционалната сала или мултифункционалниот центар. Делчевскиот градоначалник Иван Гоцевски одржа состанок со представници на локални бизниси за актуелните економски предизвици и формирање на нов економски совет. Тоа беше главната цел. На настанот сим беше презентиран новиот ГУП од страна на Гоцевски, а бизнисмените кажаа дел од работите кои нив ги мачат или она што тие имаа да го кажат на таа средба со цел подобрување на состојбата во одредени гранки. И како трета вест најчитана од Делчево ми излегува донација на компостери за училишта и јавни установи во Делчево. Ова е во рамки на регионален проект за управување со отпад, во чии рамки во Делчево се реализираше донација на компостери за подобрување на еколошките практики. Тоа што се однесува до вчерашниот ден, трите најинтересни вести. Пред малку ни прати фотографија наш другар од Брана Калиманци, препол најдоврв, а и река Брегалница, еве гледате. Исто така солидно е наполнето речното корито. И покрај утринскиот дожд, граѓаните е раздвижено низ градот. Забележуваме граѓани кои пеш си ја вршат работата, а секако и поголем број на возила овде во центарот. Сега би направил еден круг овде од кај улица Солунска. Или не, ќе продолжиме за да видиме докаде е работата на улица Индустријска. Таму се работеше овие денови на поставување на ивичниците и за скоро време се надеваме и асфалтирање на овој пат кој доста време, долги години беше во лоша состојба. Во меѓувреме се изгради канализација на тој потек. Па да се надеваме дека откако ќе се асфалтираат нема да има други дополнителни градежни активности со цел да се растури
асфалтот, обично така е пракса, прво се асфалтира па се копа, но се надеваме се е случно завршено и нема да има такви работи. Убаво беше на таа бизнес средба што имаше доста млади лица покрај добро познатите бизнисмени од Делчево. Тоа беше фактички моторот на градот Делчево, луѓе кои плаќаат данок, кои се тука за општината и не бараа некои посебни олеснувања, меѓутоа кажаа дека состојбата е тешка, особено дека многу наскоро ќе се соочиме со човечки ресурси. Не само што нема работници, туку и менаџерскиот дел нема со кого да се работи во буквална смисла на зборот. Ако не се преземе нешто да се направи како вид на презентација на овдешните факултети, во македонските се мисли, пред учениците со подобра презентација на особено уште во раните училишни денови, например во 8 и 9 одделение имаше претокоден представник на бизнис секторот. Бидејќи тоа многу поумешно го прават факултетот со соседните земји, затоа за да не дојдеме во еднина до таква ситуација, потребна е поголема промоција и презентирање на можностите кои ги нудат нашите универзитети. Поради настанот во 9:45, сега би се напил едно кафе и би ви известиле во текот на денот со редовни наши активности и прилози кои го објавуваме, како поминал денешниот прв ден од проектот Super Schools со училиште од Тирана. Имаше и други разговори, само да се надоврзам на таа бизнес средба. Може да го погледнете видеото од 45 минути некаде должина. Интересни дискусии, се работи за градот Делчево за сите нас, па вреди да го погледнете на нашиот YouTube канал. Ние ќе ве поздравиме за сега со ово утринско јавување со Валери Спасевски, вашиот водител на овие муабети.